како што ви најавив и на почетокот, денеска ќе имаме и гостин во студиото, се работи за Љубомир Спасик од кајакарскиот клуб Арка Борец од Велес, кој е претседател во самиот клуб, тренер, меѓутоа и покрај тоа што е вработен во армијата и оваа година доби награда за најдобар спортист за 2024 година од Арама. Тој сепак има една љубов, а тоа е кајакарењето, особено на дивите води. Па затоа ќе му посакаме добро утро на Љубомир. Добро утро и добро ми дојде повторно во утро. Добро утро, добро ја најдов, ви благодарам на поканата. Ние ве следиме, ве пратиме и забележуваме дека не сте уморен и дека неуморно работите за вашите успеси, за успесите на својот клуб, а секако и за сите оние млади луѓе кои се потенцијали, кои се дел од вашиот кајакарски клуб. Затоа, ајде за почеток, еве, како почна сезоната, што се случуваше, малку да ги запознаеме гледачите кои не го пратат овој спорт или да ги потсетиме оние кои го пратат. Така, сезоната започна исклучително многу порано во однос на изминатите, односно претходните години. За разлика од претходните години, оваа година сезоната ни започна некаде во месец февруар, каде што започнавме со подготовки и селекција на репрезентативци на Македонија во дисциплината спуст во кајак на диви води, каде што јас бев носител и бев првопласиран пред моите клубски колеги Александар Златаров, Благој Гогинов и Кристијан Лазаров. Впрочем, целата репрезентација која што ја представуваше Македонија во сениорска категорија е од кајакано клубот Арка Борец од Велес. Дел од нив се млади, недокажани кајакари, но поголемиот дел, како што е Александар Златаров, кој што е 2023 и оваа 2025 година, успеа да се пласира во финал линија на големи надпреварувања, како што е Европското сениорско првенство и Светскиот куп во Скопје. Кристијан Лазаров исто така 2024 година на Европското младинско јуниорско првенство успеа да се пласира исто во финалето, кое што заврши на 15-тата позиција. Благој Гогинов со оглед на тоа дека е се уште млад надпреварувач, кој што полека сега влегува во оној, да кажам, период кој му следува за негово докажување. Очекуваме следната година да он ги превземе оние успеси кои што ги имаат постигнато претходните, но се разбира и моите успеси кои што ги постигнувам се уште. Така да тука би го спомнал и Ангел Бонџев, кој што за прв пат оваа година имаше право да учествува на тие изборни надпревари, на таа селекција. Тој исто така се пласираше во јуниорската репрезентација со не толку забележителни успеси оваа година, но очекуваме со неговата работа и со неговиот труд кој што го вложува за време на тренинзите да вроди со плод во наредната или понаредната сезона. Така, тоа беа почетоците. Меѓутоа, тука не застанавте. Оваа година имавте плодни раце работа. Јас би рекла, уште не завршила годината, се уште имате надпреварување, но за тоа потоа. Ајде, што се друго се случуваше, пошто знам дека во Велес се случи и голем еден настан кој е за пофалба и можам да кажам дека се собери цела Македонија таму да видат што значи кајакарството, што значи да се биде на дивата вода. Меѓутоа и впрочем собравте и многу такмичари кои беа дел од тој настан, но за тоа ајде во детали ќе ни кажеш ти. Така, значи тука ги изоставив моите успеси, повеќе се фокусирав на овие помлади надпреварувачи, членови на кајакано клубот Арка Борец и наши репрезентативци. Во месец април се одржа и второто коло на Европскиот куп во кајак на диви води во дисциплината спуст во Велес, каде што како технички организатор од страната на Европската кајак асоциација бевме избрани токму ние да можеме тој настан да го организираме.
За жал, за 15 стотинки не успеав да бидам првопласиран. Јас завршив на второто место. Третото место го делеше Александар Златаров заедно со представник од Србија. Кај младите надпреварувачи најдобро пласиран беше Благој Гугинов. Потоа ни следува, бидејќи имавме и отворено првенство на Македонија, каде што учество можеа да земат и помали надпреварувачи под 15 години. Тука би ги издвоил настапите на Андреј Апостолов, Лука Велковски, на Доне Ѓоргиевски, Петар Бонџов, Петар Деловски и останатите млади надпреварувачи, со оглед на тоа дека тој ден беше екстремно ладен и имавме помал број на учесници од помладите, бидејќи претходната ден имавме надпревари кои што се одвиваа на подолга патека, односно на класичните возења, каде што тој надпревар траеше со должина од 4 км и траеше некаде околу 17 на минути во однос на наредниот ден за настапите на Европскиот куп, каде што самиот надпревар беше во спринт и се реализира некаде со околу 40 до 50 секунди временски. Тука би ги спомнал, како што кажавте, не само што ги собравме сите клубови и надпреварувачи од цела Македонија, ги собравме и сите надпреварувачи од Балканот. Имавме гости од Босна, Србија, Хрватска, Словенија и ми се чини дека имавме и од Бугарија, каде што и самите гости остварија забележителни успеси, но во различни дисциплини. Така, колку се учесници беа вкупно надпреварувачи? Мене тоа ме интересира, кој беше најстариот, кој беше најмладиот? Најстар учесник беше Илија Младеновски од Скопје, кој има 72 години. Браво! Тој се надпреваруваше во мастерс категоријата, ветерани над 65 години. Најмлад надпреварувач беше Петар Делов, кој има 9 години. Учесници од севкупно во сите категории имавме 175 од 5 или 6 држави, како што спомнав. Импозантна бројка, морам да кажам, за кајакарството во Македонија. Тоа значи дека за разлика од лани, некако сме го правеле муабетот во емисија, дека некако бројов расте на заинтересирани за кајакарството. Така, да, Арка Борец оваа година има значителен број на млади членови кои што не можеме да ги подготвиме се уште, бидејќи се премлади за надпреварувачки ритам, но се трудиме полека, како мине времето, да тие бидат оспособени, да може да во иднина ги заменат овие сегашни генерации, тие ќе не заменат нас, мене, па тоа е еден ланчен систем на надпреварување и на вежбање. Колку во моментов Арка Борец има членови? Арка Борец во моментов има 30 на членови кои што се активни, вклучено со овие најмлади категории, и имаме некаде околу 10 на 15 како да ги кажам, рекреативци кои што повремено доаѓаат и кои што и ни помагаат во делот на организација и на справување со тренинзите и организација на овие настани кои што ги организира Арка Борец, но и често знаат да користат спортската опрема која што ја поседува клубот за нивна рекреација. Како што спомнавте, оваа година не само што кајакано клубот Арка Борец беше организатори на Европскиот куп во Велес, бевме организатори на финалните последни две кола од светските купови во Скопје. Ние како технички организатори се покажуваме како доста добри во делот на организацијата и секоја година од страна дали на Светска и Европска федерација, а ние добиваме да организираме големи настани кои што многу значат за нас како клуб, и за Македонија како домаќин на
на така големи настани. Се надевам дека и во иднина ќе продолжиме нели со успешна организација и со тие пофални зборови, бидејќи на овие две кола од светските купови имавме преку 180 учесника од 19 држави, што е за пофалба, бидејќи на недела пред одржување на тие две кола од светскиот куп беше светското првенство, каде што учество зема 21 држава, што релативно значи дека сме на добар пат нели како држава и како организатори и ги покажуваме тие нели организацијски вештини. Така. А дали на светското првенство имавте ваш представник или воопшто од Македонија, дали имаше некој, пошто кажавте дека беше и светското првенство една недела пред надпреварите светски? Така, да, значи Македонија ја представивме таму јас, Благој Гогинов и Ангел Бонџов. Тоа беше светско првенство за јуниори, односно се извинувам за сениори, каде што со јуниорската репрезентација, а јас како нивни најстар член нели и и надпреварувач, а воедно и директор бев на настанот кај нас на светските купови. За мене тоа беше турбулентно, малце пренапорно и преодговорно. Така, ја представивме таму Македонија, јас завршив на 33-тото место во сениорска категорија, во мастерси над 35 години бев третопласиран. Благој Гогинов, ако не се лажам, мислам дека заврши на 35-тото место и Ангел Бонџов некаде околу 50-тото место од вкупно 72 надпреварувачи. Македонија имала секогаш нели таленти, но за да нивниот талент прерасне во резултат, во успех за Македонија, мораме нели постепено да имаме онаа смена на генерација, односно константно надополнување со млади надпреварувачи и нови имиња во репрезентацијата. Воедно сум и тренер и селектор на македонската репрезентација во Кајак Спус и мислам дека тој начин и модул кој што го вметнувам во развојот на оваа дисциплина е праведен, бидејќи Кристин Лазаров, како што го спомнав, вроди со плод, Александар Златаров, сега еве се надевам нели на Благој Гогинов, потоа на Ангел Бонџов и така на сите оние млади. Сите оние млади, помлади што доаѓаат. Девојчиња се пријавуваат ли? Да не биде малце неблагодарно, во овој период имаме нели дефицит со девојчиња. Можам да кажам дека бидејќи се работи за надпревари нели на диви води, на реки кои што имаат природни замки, нели некаде имаме паднато дрво, некаде имаме карпи, камења и сите тие работи. За жал во овој момент само нашиот клуб од Кајак Спустот нели број односно има членови девојки, тука би спомнал Памела Златарова која што е сениорка, но повеќе е во оние рекреативни води и би ги спомнал младите кајакарки Михаела Гогинова, која е сестра од Благој Гогинов, која има 9 години и мојата ќерка Софија Спасик, која што има 5 години. Нели, они се уште млади девојки, но меѓутоа влеваат надеж дека сепак и женските ќе почнат да го сакаат овој спорт. Па се надеваме дека преку нивниот труд и промоција која што би ја добиле, дека би имале повеќе односно учесници и нели членови во нашиот клуб, па и во останатите клубови, за да имаме правилен развој на и промоција нели на жените во спортот. Така е, да бидат равноправни. Така. Да не биде само пошто некогаш знаат луѓето да кажат тоа е машки спорт, тоа е женски спорт. Затоа треба равноправно да биде, секој има право да спортува тоа што сака, ако се смета дека сака и е способен тоа да го прави. Добро, кажавме што се случуваше во Македонија, меѓутоа тука исто не застанавте. Имавте многу надпреварување и надвор од Македонија, освен светското првенство, нели, што беше.
А и наскоро ве чекаат, веќе наредна недела имате уште едно надпреварување. Ајде околу тоа каде се надпреварувавте, на кои надпревари надвор од државата, ван светското првенство. Па да, после Европскиот куп кој што го организиравме ние, односно 2-3 недели пред Европскиот куп кој што го организиравме, бевме на надпревари во Бајна Башта, во Чачак, во не Бихач, односно во Завидовичи, каде што нашиот клуб успешно ги представи боите на Македонија, без разлика што тие настапи се клубски и индивидуални за самите надпреварувачи. Ние сме и амбасадори на нашата држава. Пред се доаѓаме од Македонија, таму остваривме забележителни успеси. На клубско ниво бевме првопласирани на сите настани, на тие 3 настани. Во индивидуалните успеси верувајте дека не можам да ги запамтам, бидејќи учествуваме во повеќе категории, само би кажал дека Андреј Апостолов заврши како од помладите второпласиран, Благо Гогинов заврши првопласиран. Тука би го спомнал Александар Златаров кој заврши третопласиран, јас бев првопласиран на дел од тие надпревари. Впрочем и тие надпревари се и од Лигата на Југоисточна Европа, која што од оваа година за прв пат ја организирав јас како директор и со поддршка од сите клубови кои потекнуваат од Балканот. Потоа заминавме на надпревари во Германија, каде што јас бев првопласиран таму во мастерси, односно ветерани над 35 години. Имавме забележителен успех во тимското возење, каде што завршивме на 3-то место. Тука ни престоја потоа надпреварите кои што беа Европското првенство. За жал јас стигнав таму, но пред самиот настап морав да се вратам бидејќи имав некои работни обврски. Македонската селекција се пласираше во топ 10 во екипниот пласман на тоа Европско првенство. Таму ја представува Александар Златаров, Кристијан Лазаров и Благо Гогинов. За потоа да ни предстојат трите кола од светските купови, каде што Македонија беше представена од страна на Александар Златаров, Благој Гогинов, Симеон Ѓоревски, Марија Пановска, како нивен тренер во тој момент беше Енис Невилски. Јас, поради мои обврски не можев да учествувам и да партиципирам со моето присуство на тие 3 настани. Македонија оствари таму забележителен успех. Ми се чини дека Александар Златаров беше најдобро пласиран, некаде околу 20-та позиција, што е за поздравување тој успех, бидејќи имавме учесници некаде околу 180 надпреварувачи од 3 континента, за потоа во Македонија на светскиот куп успе да се пласира во финалето и да заврши, ми се чини, на 14-та позиција, што е успех каде што се собираат бодови и се прави генералниот ранкинг во севкупен пласман. Мислам дека заврши исто помеѓу 20 на таа генерална листа и тоа е успех за нас. Навистина, не само за него како надпреварувач, туку и како представник од нашата држава. Да се биде во толкав број на надпреварувачи, сепак да бидеш и 20 е успех. Токму така, трудот кој што го вложуваат овие млади дечки, преку искуството кое што јас им го споделувам, вродува со плод и самите они се надоградуваат, како тренер некои работи кои што ги гледам од надвор, они самите не можат да ги приметат во натрево вода, преку различни подготовки кои што ги имаме, како и повеќе патеки кои што ги менјаваме, затоа и одиме во повеќе држави, учествуваме на повеќе надпреварувања, бидејќи секоја река и секоја патека си има своји тајни, своји, како да кажам, замки кои што
мораме ние да ги заобиколиме и да успееме да стигнеме до целта што е можно побрзо. Така, и да ги приметиме на време за да можеме да ги заобиколиме. Тоа го кажавме, има ли уште нешто што треба да се кажува во делот на тоа све што помина? Пошто јас искрено ве пратам и не можам да ве пофаќам, викам, овие луѓе значи кога се дома не знам. Така, верувајте дека и јас како носител на Арка Борец, а воедно и носител на репрезентацијата која што ја представува Македонија, Арка Борец, буквално можеби сум испуштил неколку настани, би ги спомнал и државните првенства кои што беа за помладите категории во пионерска и јуниорска категорија, каде што во пионерска категорија второпласиран заврши Андреј Апостолов, четвртопласиран Димитар Дрскачев и така натаму. Во женската категорија Михаела Гогинова беше второпласирана, третопласирана во пионери беше мојата ќерка Софија Спасик. Во екипните настапи Арка Борец беше првопласиран во пионери, исто во јуниори. Во јуниорска К1 категорија Благој Гогинов беше државен првак, Ангел Бонџов четвртопласиран и таму учество зема помладите надпреварувачи членови на Арка Борец, кои што исто така во тимскиот настап за да кажеме нивна радост и импресии беа третопласирани. Во генералниот пласман повторно Арка Борец беше првопласирана и сега ни предстојат 2 или 3 надпревари како во ритм, недела за недела, 3 надпревари односно во странство и ни предстои државното првенство за сениори. Тие 3 надпревари сега овој викенд, како што спомнавте пред малку, ќе заминеме на надпревари во Бајна Башта и во Белград и наредниот викенд сме на надпревари во Бања Лука, маратон кој што е со должина од 33 километри, па таму ќе се обидеме да оствариме победа каде што клубот ќе партиципира со најдобрите своји надпреварувачи, оние кои што се најподготвени, бидејќи 30 Сепак е маратон. Да, 33 километри не е за подценување. Да, бога ми да ви кажам искрено, богата сезона имавте оваа година. Рековте државното, кога е само уште државното да ни спомнете? Државното ќе биде некаде околу 9 ноември, заедно со традиционалниот 13 ноемвриски спуст, кој што се одржува во Скопје. На тоа државно првенство се надевам дека учество ќе земат повеќе од 7 клубови од нашата држава. Тука би ги спомнали клубовите кои што доаѓаат од мирната вода, бидејќи се работи на помирен дел на реката Вардар. Таму очекувам да земат учество 2 клуба кои што се од Струга и од Дебар. Стандардните наши клубови кои што се од Велес и од Скопје ќе учествуваат на тој надпревар и очекувам пласман на првото место за клубот и ќе видиме сега борбата за првите 3 позиции, кој на кое место ќе се најде генерално помеѓу нашите надпреварувачи, помеѓу мене, Златаров, Гогинов, Лазаров, Небиовски и помладите, Бонџов и така натаму. Така, големи предизвици значи оваа година. На наше задоволство што секогаш се закитувате со, можам да кажам, солидни позиции и места, затоа што вложувате на вистина огромен труд. И уште нешто би сакала да ве прашам во делот на тоа, за не дај Боже, некогаш се случува кајакарите да бидат од огромно значење во нашето општество, за кога имаме проблем во езера, реки, низ државава, во однос на некоја си несреќа, да речеме, каде што некој се загубил во водата или, не дај Боже, за некои ситуации кои не би сакала да ги спомнувам. Да се бара одредено лице, да се реши некој проблем. Дали специјално се подготвувате за таков случај, колку се спремни кајакарите да одговорат на предизвиците? Знам дека се, меѓутоа, што се треба еден кајакар да
да поседува кај себе за да може да интервенира во такви случаи, бидејќи сепак мислам дека треба да ве стават во одредена служба во државата токму заради овие работи. Па видете овака, членовите на кајакано клубот Арка Борец секоја година имаат своји обуки кои што нели се првенствено за самите нив да се спасат, па за потоа и да може да реагираат и кај лица кои што при елементарни непогоди би биле ние ангажирани. Ние во повеќе наврати, почнувајќи од 2010 година кога општина Велес, односно градот Велес беше зафатен од поплави и излевање од контрола на реката Вардар. Јас лично бев ангажиран заедно со уште двајца кајакари од нашиот клуб при спасување на лица кои што беа заглавени во своите домови. Ние како клуб секогаш сме стоеле и сме помагале и во иднина ќе стоиме и ќе помагаме. Согласно нашите можности и опремата која што ја поседуеме. Во овој момент клубот секоја година се надоградува со плюс спортска опрема, но таа спортска опрема може исто да се користи и за спасување. Сега имаме и рафтинг чамец кој што можеме да самиот човек или било што каде што ќе действуваме на терен, да можеме да ставиме нешто во него, дали тоа можеби ќе биде храна, вода или било што, не мора да значи нели излекување на испасување на луѓето. Сме биле вклучени во потрага на исчезнати лица. Нели, поголемиот дел од тие потраги сме ги завршиле за жал неуспешно, односно пронаоѓање на лицето надавеник. Да, надавеник. Но тоа е што е, нели? Ние мораме да во тие акции секогаш ги користиме најстарите надпреварувачи, бидејќи сепак, нели, помладите се малци постресни и малце повеќе. Сега да не им правиме некој еден вид стрес на самите деца, него ние поискусни кајакари, како што спомнав, нели, и оние рекреативци, тие сите биле претходно надпреварувачи кои што активно се бавеле, биле наши репрезентативци, но во овој период се само рекреативци, нели, со оглед на нивните обврски и годините кои што ги поседуваат, можеме, односно и ги користиме за овакви настани, кои што, пак ја кажам, се не били настани, но мора некој и да интервенира и да помага. Точно. И сега, дали во таквите ситуации се јавувате на барање на институции од државата или самоволно тоа го правите? Во одредени случаи се јавуваме како на барањето на одредени институции, но во одреден случај сами, иницијативно, се организираме, нели, кога станува збор за исчезнати лица, каде што е алармирана цела јавност на територија на нашата држава. Ние само иницијативно се организираме, дали 4-5 луѓе, нормално, нели, уште 1-2 кои што ни се логистика со возило, кои што мора да не пратат, се активираме и започнуваме со потрага по тоа лице. Така. Тоа ми беше важно да образложиме на јавноста и затоа што сепак јас мислам дека државата малце треба да ве стави и во малку попреден план, бидејќи сепак како кајакарски клубови барем да има неколку лица или представници од секој кајакарски клуб кој ќе биде и во служба на државата во вакви случаи, како што се полиција, брза помош, пожарна и кајакарите да бидат ставени, затоа што сепак сте можам да кажам, на животозагрозувачка позиција и за вас, кога сте, нели, во потрага на такви лица или ситуации во време на елементарни непогоди. Затоа е добро, нели, ја вложувате труд, опрема и се што ви треба. Па ете еден апел, можеби институциите малце, државата ќе подразмисли да сепак и кајакарите бидат дел од тие спасувачки екипи кои ќе бидат застапници на самата држава со закон. Ви благодарам, се надевам дека овој
апел ваш ќе допре до ушите нели на нашите институции и дека би можело да не приклучат нели во дирекција за заштита и спасување, во Центарот за управување со кризи, да направат, не мораме ние да бидеме како нивни вработени лица, но можеме да бидеме како нивна помош во потрага или во излекување на лица при елементарни непогоди. Така. Не сакав да ги спомнам институциите, меѓутоа еве вие ги спомнавте, ете уште еднаш еден апел до нив. Сепак овие луѓе заслужуваат внимание од целата држава, а зошто да нема и вработени представници барем по еден што ќе биде во координација со Центарот за спасување со кризи и така ќе имаме плодна работа за не дај Боже, јас викам да никој не сакаме да дојде до такви ситуации, меѓутоа кога би дошле да имаме луѓе што ќе бидат во првите борбени линии и ќе се потрудат да извлечат некого и да спасат живот. Љубомир, јас ти благодарам, мислам дека све кажавме. Ако нешто заборавивме, кажи ми. Може да нели го кажеме и тоа ако нешто заборавивме или све кажавме? Па не кажавме дека нели после државното првенство ќе имаме можеби месец дена пауза каде што пред новогодишните празници ќе заминеме на подготовки во Хрватска и ќе настапиме на традиционалниот штефански спуст, кој што е со должина од 12 километри и после тоа ќе продолжиме на морски припреми, за потоа се вратиме назад во Македонија и да заминеме во Маврово или во Крушево, се уште немаме одлучено, на висински припреми, нели со оглед на снегот да можеме да искористиме и скијање и сите тие работи, бидејќи кајакарскиот спорт е како да кажам, спорт кој што многу захтевен. Да, не е захтевен само од кајакот, него мора да имаме и трчање, и теретани, и планинарење, и качување по карпа, и скијање, и многу компоненти за да дојдеме до оној врвен резултат и успех. Така, значи мора да сте физички подготвени, тоа значи дека преку целата година имате полни раце работа, нема лето, нема зимо, едино околу новогодишните празници имате одмор и тоа е се. Да, така. Во ред, ви благодарам што бевте дел од утро, што образложивме многу работи што се случија во вашиот клуб, а секако еве и дадовме некои сугестии и апел до институциите, а и апел до младите, доколку ве интересира овој спорт. Слободно приклучете се, тука имаме експерти кои ќе ве научат да бидете кајакари на диви води или пак кајакари на, како беше, на спуст. Да, во спуст, па нашиот клуб се надпреварува и слалом, и мирна вода, буквално рафтинг во сите категории, се што е застапено и во стендап паделинг, популарно кај нас, нели, веслање на даска, така да... Ете, имаат избор што би сакале да спортуваат и да бидат дел од сето тоа. Така е, ви благодарам.